Во очи на големиот празник Божик, славата на Христовото раѓање, векови наназад се пренесува една од најважните христијански пораки, каде и да си, за Божик дома да си. Иако сите ја слушнале безброј пати, дали сите ја знаат суштината на оваа христијанска порака? Тоа е стара порака, пред Божик, зад Божик, дома да си. Па видите, за Божик се собираме сите дома, домашните, на онаа вечера бадникова. Тоа значи, мислам, тоа е главната порака. Да, оти времето е ладно и секогаш празниците дома се пречекуваат. Од друга страна, има и такви кои на оваа порака гледаат поинаку, односно како на препорака да не настинат. Па, обично зборот, нели, од невреме, така, снег и тие работи. Поради времето. Секако, во прашање е неинформираност кој можеби кај некој со тек на време ќе биде надминато, зашто суштината на оваа порака е многу длабока, трајна и исклучително сплотувачка. Таа е основата на вербата во христијанството, семејството и традицијата. Во давнишни времиња, гледајќи ја големината на престојните празници Божик, Богојавление, кои се на ранг на Воскресение Христово, тоа се големи господски празници, гледајќи ги временските услови, врските и комуникацијата во тоа време, токму го кажале ова кај да си, дома да си, бидејќи народот се собирал после сите работи, завршувања, печалби и така натаму, во овие зимски периоди се собирал дома, заедно во кругот на семејството, да ги прослават најголемите празници. Поради ова, пораката до сите за престојните празници Коледе, Бадник и Божик е следнава. Народот се собирал заедно во кругот на семејството, да ги прослават најголемите празници. Токму го кажале ова кај да си, дома да си.